Околу 600 патрони за лесно и долго оружје се запленети вчера из утрината на граничниот премин Табановце. Според информациите, царинските мобилни екипи муницијата ја пронашле во автобус на компанијата Durmotours, скриена на посебно место во возилото. Неофицијално муницијата му припаѓала на еден од возачите кои го управувале автобусот. Тој ја скрил на специфично место во возилото, но по деталниот претрес арсеналот е пронајден и веднаш конфискуван. Од основното јавно обвинителство Куманово информираат дека веќе е поведена истрага против 2 лица на кои им се одредени мерки на предпазливост. Ојо Куманово поведе истрага против 2 лица на кои по предлог на обвинителот им се определени мерки на предпазливост. Продолжуваат да се спроведуваат дејствија за целосно расчистување на настанот и испитување на потенцијална инволвираност и на други лица. Името на превозникот Durmotours е познато на јавноста по трагичната несреќа кај Ласкарци од 2019 година, во која животот го изгубија 16 лица, а над 30 беа тешко повредени. Повеќето од патниците беа млади луѓе, студенти и вработени кои секојдневно патувале на релацијата Скопје-Гостивар. Истрагата и вештачењата утврдија неколку клучни фактори кои довеле до трагедијата, меѓу кои неисправни кочници и неприлагодена брзина. Подолг и мачен судски процес кој траеше неколку години. На почетокот на 2024 година со потврда од апелација подоцна беа изречени затворски казни во висина од 39 години за 6 лица, меѓу кои 10 години и за сопственикот на компанијата, кој во јануари годинава почна да ја издржува казната затвор после неколку одложувања поради здравствени причини. Казна затвор доби и возачот на автобусот, одговорниот за транспортот кој е во бегство и уште 3 лица вработени во станицата за технички преглед. Новиот инцидент со пронајдената муниција повторно го става под лупа работењето на оваа контроверзна гостиварска компанија.